Добар ден, Владо, благодарам што сте дел од нашата емисија. Ке зборуваме за една многу важна тема, борбата со корупција. Се чини дека вечно актуелна тема, една перманентна стагнација на ова поле и покрај сите заложби. Вие сте дел од Државната комисија за спречување за борба против корупција, за спречување на корупција. Тело кое што успеавме некако како држава да го изградиме да биде кредибилно и релевантно и да ужива еден добар углед и дома и надвор. Гледаме дека сте пофалени во сите извештаи на релевантните меѓународни организации. Како вие лично ја доживувате вашата улога, улогата на ДКСК во општеството и борбата со корупцијата? Да, добро, ви благодарам исто на интересот за ова, што велите, постојана актуелна тема борба против корупција. Државната комисија за спречување корупција во овој состав почна да работи некаде во февруари 2019 година по новиот закон за спречување корупција и судени интереси, каде што беше дополнет со уште многу, да речеме, додадени надлежности на комисијата. И со таков капацитетот како што го затекнавме на почетокот во однос на бројот на вработени во секретаријатот, сметам дека навистина со дополнителни напори успеавме да ги исполниме сите надлежности што ни се наброени во законот. Почнувајќи од пред се превентивните, бидејќи сепак Државната комисија за спречување корупција по законот е превентивно тело, меѓутоа се надоврзавме, се разбира, и за другите надлежности што се однесуваат во делот на истрагите, односно репресијата, односно поднесување на иницијативи за одговорност или за кривична одговорност. Така да јас генерал сум задоволен од она што го постигнавме во изминатиот период. Како што рековте, тоа е констатирано и во релевантните меѓународни документи, како што е Европскиот извештај за напредокот на државата, меѓутоа и во соработката со низа меѓународни организации и амбасади во држава кои што ни даваат навистина отворена поддршка во нашата работа. Така да секогаш може и повеќе се разбира, меѓутоа пак ќе кажам, со оној капацитет што располагаме и со финансиските средства на почетокот, навистина постигнавме многу. Со текот на времето сепак и бројот на вработени во секретаријатот се зголеми, се дуплираше од тоа што беше на почетокот, буџетот е зголемен, меѓутоа пак остануваат одредени проблеми во нашето работење, а особено во делот на проследување на нашите укажувања и иницијативи до надлежните. Да, тоа е суштината на вашата работа, без разлика колку добро вие ќе го сработите тоа, доколку другите институции не ја преземат, на крај тешко дека ќе има некаква завршница. Како стоиме со тоа? Имате ли некакви бројки и факти да ни кажете околу бројот на предмети кои што понатаму имаат некакво продолжување? Се разбира така, значи и Државната комисија за спречување корупција е само еден сегмент од целиот систем за борба против корупција. И улогата на комисијата е превентивна, како кажав, но и потекнувачка и инициирачка до други надлежни институции да ги продолжат оние иницијативи и укажувања што произлегуваат од нашата работа. Пред да одговорам на вашето прашање, само ќе го потенцирам и извештајот на Европската комисија, еве и последниот од 2022 година за напредокот на Македонија, каде што се укажува дека земјата е умерено подготвена за спречување и борба против корупцијата, дека корупцијата е се уште широко распространета во земјата и представува сериозна закана во многу области. Меѓутоа, веднаш потоа се надоврзува извештајот дека се потенцира проактивната улога на Државната комисија за спречување корупција и се потикнуваат другите институции целосно да ги имплементираат препораките што таа ги издава. Но да се вратам на вашето прашање, значи во делот на иницијативите што ги подготвува Државната комисија, значи тоа може да бидат два вида, иницијатива за кривична одговорност и иницијативи за друг вид на одговорност, вклучувајќи значи и разрешување, значи што све она што не е кривична одговорност. И тие другите иницијативи се поднесуваат, да речеме, до владата, до министерствата, до општините, значи кон одредени службени лица. Што се однесува до кривичните иницијативи, за овој период ние имаме доставено до јавните обвинителства 31 кривична иницијатива. Колку има? Од кој што, според информациите последни што ги имаме, само една има донесено јавно обвинителска одлука за кривично дело што се гони по службена должност, што значи дека ќе оди во судска постапка. За дел од нив се уште немаме одговор, но сепак
под притисок би рекол и на меѓународната заедница и на USAID, ние подпишавме меморандум скоро за соработка со јавното обвинителство, каде што веќе ги воспоставуваме едни, би рекол, нормални односи на комуникација, па дури пред да почнеме со иницијативите да искомуницираме и да видиме каде може заеднички да настапи. Да, ова е прилично голема дискрепанција помеѓу вашите наоди и она што обвинителството го смета за интересно за да покрене истрага. Прашањето е каде е проблемот? Дали вие премногу сте чувствителни на корупција, па детектирате и таму каде што нема, или пак обвинителството е премногу оперирано од слух? Знаете, јас сепак би го оставил обвинителството да одговори на тоа прашање. Меѓутоа, јас ќе се надоврзам на тоа за една констатација што често ни упатуваат меѓународните организации заедница, пред си од американските представници и амбасадори, дека во земјава долг период владее неказнивост на корупцијата. Меѓутоа, најодговорни за казнивоста е сепак тука јавното обвинителство и правосудните органи. Значи, сепак се инициираат постапки и од наша страна, ќе споменам и Државниот завод за ревизија, кој што наистина има одлични извештаи со низа препораки што јавното обвинителство може да ги искористи и по сопствена иницијатива да отвара предмети за корупција. Меѓутоа, очигледно дека констатирано имаме... Колку ова влие врз општата недоверба и падот на довербата на граѓаните во институциите? Сите анкети последни покажаа навистина загрижувачки тренд, и тоа не само кај судството, нели таа бројка од 4% се врти, меѓутоа на секаде е тоа. Во сите институции и воопшто во државните органи, меѓутоа и во вас како тела кои што треба да детектираат. Знаете, кога имате вие ситуација да вашите препораки и иницијативи немаат никаква завршница, граѓаните ќе речат па чуму тогаш сето ова и чуму антикорупцијска. Дали ве фрустрира овој факт што обвинителството и органите не ги следат вашите препораки? Значи, како што кажав, секој треба да се врши работата согласно законските одредби што се и согласно надлежностите. Јас сметам дека нашата комисија, условно кажано, Државната комисија за спречување на корупција, навистина ги исполнува своите надлежности. Така да се согласувам, во пошироката јавност може да превладува такво чувство дека чим целокупната борба против корупција и напори не даваат резултати, дека сите институции се подеднакво одговорни за тоа. Меѓутоа, пак ќе кажам, секоја институција треба да се ги спроведува своите надлежности, ние сме тука да иницираме, нашата обврска согласно законот тука и застанува, понатаму другите институции треба да продолжат. Исто така е и за иницијативите за одговорност. Значи, ние утврдуваме факти, врз основа на тие факти донесуваме одлука за одговорност, да речеме, и ја доставуваме до владата за да постапи кон незини назначени директори. Меѓутоа и тука одговорите се често несоодветни по нашите иницијативи, односно не се разрешуваат, односно не се взимаат соодветни мерки против овие лица. Може многу примери да набројам, не знам како е со времето, меѓутоа без разлика. Ќе повторам, имаме ние дискрепанца некако во однос на она што е декларативна заложба за борба против корупција во однос на тоа што е практика во борбата против корупција. Ова мислам дека е можеби клучна поента, затоа што па еве токму годинава беше најавена како клучна година и дека фокусот ќе биде 100% на ова поле. Меѓутоа, како што велите, има дискрепанца. Исто нешто важно што споменавте според мене политичката одговорност. Не се е кривична одговорност, меѓутоа што со политичката одговорност како концепт, како суштина на политичката сцена. Владата вели дека нема ингеренции да делува по сопствениот етички кодекс и дека вашите препораки нема како да ги имплементира. Баш вице-премиерката Грковска спомена дека моралот и етиката во нормалните демократии е нешто што се подразбира, дека кога веројатно ова би се случувало во некоја поразвиена демократија, самите министри би се ги следеле препораките. Како да се направи ова да биде облигаторно на некој начин? Па владата има донесено свој кодекс што се однесува на извршната власт. Во тој кодекс се утврдени и низа мерки, од опомена па до предлог за разнесување, што значи владата се ги има алатките на располагање, меѓутоа сепак е до политичката волја колку тие алатки може и сакаат да ги применат во практиката. До сега сме стигнале до опомени. Колку вие мислите, например, за ситуација каде што се узурпираат партиски владини, тоест државни ресурси за партиска пропаганда, треба да заврши само со опомена?
За прв пат имаме и опомени, да бидам искрен, до сега немало и тоа. Меѓутоа, далеко од тоа дека е тоа доволно. Значи, секој треба да се носи политичка одговорност за тоа што го направил. Имаме безброј примери странски, каде што, јас скоро имаше случај, министерка за образование во една од балтичките земји си поднесла оставка затоа што го искористила службеното возило да ги вози своите деца до училиште. Камо ли за партијата да го искористи? Затоа велам, значи, алатките стојат на располагање, меѓутоа колку е навистина реална таа политичка волја да се применуваат, а камо ли самиот министер или директор да си поднесе оставка. По мене тоа на се уште. Мислам дека нема поле ако убаво се истражи, и колегите истражувачки новинари тоа многу добро го знаат, дека каде и да допрете во било која сфера, ќе најдете некаков тип на клиентелизам, корупција. Каде според вас најмногу вирае клиентелизмот и кое е најопасно време? Најчесто пред избори, пред кампањи, сега кај нас изборите не се баш на 4 години, па и тоа веројатно. Да, често не се изборите, но јас би го поделил тоа прашање на два дела, значи клиентелизам кон јавната администрација генерално и клиентелизам во рамките на самијата власт, односно влада и политички партии. За првиот дел, она што го констатиравте и вие и често го кажуваме, сега не сме имале веќе, ако не се лажам, 2 години избори, но на последните локални избори, на ден пред распишувањето на изборите, Министерството за политички систем и неколку фондови во држава објавија огласи за масовно вработување по 20, 30, 50, 60 луѓе. Знаејќи дека ќе бидат распишани изборите и утредента Агенцијата за администрација, што и по законот, ги стопираше тие огласи. Меѓутоа, тука веќе започна оној клиентелистичкиот однос, значи се подадува рака од страна на властите дека да, ние ќе вработуваме, па вие сега размислите за кого ќе го дадете глас. Значи, тоа е едниот аспект. Вториот аспект, што самата власт, сегашна во моментов, гледаме дека едни партии влегуваат, едни излегуваат. И тука настанува таа поделба нели на министерски ресори. Ајде, тоа е во ред, значи бидејќи министрите се политички назначени лица. Меѓутоа, поразително е, би рекол, она кој ќе се слушне дека уште на самиот почеток се лицитира за директори на јавни предпријатија или на агенции, кои што по материјалните закони се избираат врз основа на оглас. Едноставно, значи, клиентелизмот, односно непотизмот и кронизмот се длабоко навлезени во нашето секојдневие. Значи, однапред се делегираат кои позиции ќе се добијат, тоа се политички, значи, донесени луѓе на тие позиции и токму затоа е можеби тешко после да се имплементира кодексот, бидејќи ако им немате такви ВД директорски места на политички назначени лица, условно кажано, полесно ќе биде можеби за владата да ги разрешува. Меѓутоа, кога за тие лица стојат политички партии од кои што целокупната влада зависи дали ќе опстане или не, тогаш ќе се барат разни изговори за да не се санкционираат овие. Ова е многу суштинско, практично клиентелизмот е лепакот, а не визијата или идеологијата што ја лепи владата заедно. Ние имавме пример предходната партија, значи алтернатива кога влезе, имаше список со 40 директори како услов за да стане дел од владата. Сега додека ова се случува на терен, се продава една убава приказна за градење на европски блок, политички, за европски вредности и така натаму. Има ли смисла реалноста и со корупцијава што не се случува и наративниот дел што се продава како идеја? Па очигледно дека има, да. Значи декларативноста никогаш не е била слаба страна на политичките партии и на лидерите. Декларативноста во смисла на борбата против корупцијата. Значи од секога слушаме во предизборните програми и платформи е ставена како централно место дека штом ќе се дојде нели на власт, веднаш ќе се започне со сериозна борба против корупцијата, но искуството за жал изминативе десетина и повеќе години научило дека штом ќе се сменат дури и властите, нешто посебно и не се случува на полето на борба против корупција, а тие клиентелистички, кронистички, патерналистички, какви све не односи, продолжуваат да си го заземаат своето место. Така да, генерално, она што ни престои, би го спомнали билатералниот сега скрининг, знаете дека веќе се оди поглавје по поглавје, за разлика од претходниот што беше нели објаснуваше скрининг. Значи, сега е моментот колку толку да се вложат сите капацитети што ги има државата и конечно да се
пристапи кон оние неопходни реформи, вклучувајќи ја особено борбата против корупцијата, тоа е во поглавието 23. Меѓутоа и тука пак имаме една забелешка што стално повторуваме. Зашто секогаш чекаме некој од надвор да не принуди да го направиме тоа што можеме и така, доколку има навистина изразена во практика политичка волја за борба против корупцијата, да го правиме тоа под притисок, наместо самите за тоа да се зафатиме. Тука навистина причините може да бидат многу длабоки, тука може да бидат и бизнес интереси, и политички интереси, борба за власт, и се што. Меѓутоа, пак ќе кажам, секогаш треба некој надвор да не притисне за да се почне. Не е само декоративно, не имаме и доста пишани документи, обврзувачки, не само програмите на партиите, имаме и државна стратегија за борба против корупција. Колку е таа имплементирана? Ова е наистина одлично прашање. Значи, националната стратегија за спречување корупција и судени интереси, ја согласно законот ја носи државната комисија, а ја усвојува собранието. Тоа е направено во 2021 година и е 5-годишна стратегија со акционен план. Минатата година го изготвивме првиот извештај за имплементацијата и кој што покажа дека само 20% од негде 111 активности предвидени за 2021 година се имплементирани. Значи 80% не беа имплементирани или дел нешто беа во тек. Толку околу фокусот. Да. Мислам дека ова кажува се. Тоа продолжува. Значи во оваа година собираме сега за минатата година информации, повторно првичните податоци ни покажуваат дека само сега и 19% се исполнети од оние активности што треба да бидат во втората година имплементација. А пазите, националната стратегија, како што кажав, ја усвои собранието, за која гласа и пратениците од позиција и од опозиција, но и владата се согласи дека токму таа стратегија и тие мајки активности се адекватни за соодветно спречување на корупцијата. И сите институции што се сега надлежни да ги имплементираат тие активности, се заложија тогаш и се согласија дека токму се тие активности оние што се потребни. Значи имавме повторно на декларативност тогаш, а сега во праксата ништо не се... Да, веројатно политички било опортуно да се користи тој наратив. Имате ли притисоци во вашата работа? Се случи баш неделава Facebook профилот на претседателката на ДКСК да биде хакиран. Веројатно и тоа е некаква форма на притисок. Се соочувате ли и со какви форми на притисоци се соочувате? Лични вака притисоци јас не сум имал до сега, нити некој од колегите кажал дека имал притисоци по телефон или така. Ова што се случува навистина со Фејсбукот, но и од други аспекти, се чини дека на одреден начин можеби се работи за некој оркестриран, би рекол, противење кон работењето на Државната комисија за спречување корупција. Дури имаме едно барање за извинување од еден директор на јавно на агенција затоа што ние сме постапувале во одреден предмет и во кој што сме, бидејќи нашите седници се јавни, нели, и ние ги изнесуваме наводите наши, подкрепени дури со наводите на Државниот завод за ревизија, меѓутоа тој се овде се чувствувал повреден и сега бара... Кој директор ќе ни откриете? Да, ама ова е прв пат, предпоставувам. До сега не сме имале вакво нешто, меѓутоа, знаете, барање за извинување. По мене основно непознавање на законот за спречување корупција, нашите седници се јавни и ние дискутираме за наводите. Пак велам, ние никого не осудуваме, ние предлагаме понатаму иницијатива, а другите надлежни институти проценуваат дали е тоа. Може би му требаат советници на тој директор, знаете, за да го посоветуваат како да и што значи законот. Ви благодарам многу за интервјуто. Сигурно ќе се видиме повторно и наскоро, зашто како што кажавме темава е вечно актуелна. Да, и неисцрпна. Благодарам. Ви благодарам за интересот уште еднаш.